Драги ученици, добар ден. Јас сум Зоран Тодоров, наставник по историја и граѓанско образование. Денеска со мене ќе работиме една прилично интересна тема. Се работи за лекцијата појава на христијанството, па така денеска ќе се дружиме со учениците од 6-то оделение. Јас знам дека вие веќе сигурно сте работеле за христијанството по предметот етика на религиите, па предпоставувам дека веќе имате доволно предзнаење и дека ова што сега ќе го слушнете, дека ќе ви биде интересно и дека ќе го задржи вашето внимание. Инаку се сеќавате претходно тоа што го работевме или го работевте во текот на темата за Стариот Рим. Кажавме дека во римската држава, како и во сите други држави, во тој временски период, преовладува уредувањето робовладетелство или робовладелско уредување. Тоа е период кога робовладетелите имаа своји робови, кога животот на робовите воопшто не беше ценет, кога стануваше се потешка положбата на селаните, кога во Римската империја се владееше по принципот на угнетување, луѓето беа угнетени, се појавуваа буни, востанија, кои што во голема мера беа неуспешни, меѓутоа кај луѓето се појавило верување дека еден ден ќе дојде Спасител, кој што ќе ги спаси луѓето. Тој Спасител го нарекувале Месија, така се појавило верување месенијанство, односно верување дека ќе дојде Спасителот и дека ќе ги спаси луѓето. Тоа верување најпрво се појавило во областа Палестина, каде што римјаните управувале. Тоа било дел од така наречената римска држава, бидејќи претходно ја освоиле. И таму во Палестина луѓето верувале дека еден ден ќе дојде Месија. И така таму во првиот век пред нашата ера се појавило христијанството. А што ни кажуваше христијанството? Па ќе повторам, сигурно, работевте по предметот етика на религии, односно се верува дека во Палестина, во градот Витлем, се родил Исус Христос. Еве како изгледала Палестина. Една слика. Се верувало, дека во градот Витлем се родил Исус Христос, дека негови мајка и татко биле Марија и Јосиф. Знаете дека неговата мајка уште се нарекува Пресвета Богородица и дека тој израснува во градот Назарет и дека после тоа проповедува учење каде што истакнува дека постои само еден Бог, а тој е негов син, односно син Божи, и дека е дојден на земјата да ги спаси луѓето. Така, тој, им проповедал на луѓето дека треба да се почитуваат помеѓу себе, дека треба да се обраќаат со терминот браќа и сестри, дека сите се еднакви помеѓу нив, без разлика на тоа дали се богати,
дали се сиромашни, дека сите треба праведно да го живеат својот живот на земјата и дека еден ден сите ќе одат во Царството Небесно кај Бог и дека тие кои што се праведни ќе одат во рајот, додека тие што се грешни ќе одат во пеколот. Сега, треба да се напомене дека христијанското учење, нели, било забрането, еве една сцена од Исус Христос, односно од раѓањето на Исус Христос во Витлем, и кажевме дека било забрането ова учење, римјаните не го прифаќале, па така Исус Христос најчесто неговите приврзаници ги собирал на одредени места, надвор од населените места, на полјанки, на низини и слично, на отворено, каде што им го проповедал неговото учење. Сега, приказната ја знаете, односно дека понатаму Римската империја ќе го гледа Исус Христос како свој голем непријател, односно тие сметале дека неговото учење го загрозува владеењето на римската држава и дека ова учење може да предизвика буни и востанија во римската држава, иако никогаш Исус Христос не повикувал на насадство. Па така ќе биде фатен и ќе биде осуден, ќе биде однесен пред наместникот Понти Пилат, кој што ќе го осуди на смрт, односно со распнување, ќе го распнат на крст, затоа крстот денеска е христијански символ. И приказната понатаму ја знаете дека после третиот ден Исус Христос воскреснува, дека го последна ќе го види Марија Магдалена, која што ќе им пренесе на другите дека големиот син Божи Исус Христос воскреснал. Сега, знаете дека во најголем процент, не во најголем, туку единствен извор за христијанството е Библијата. Односно, Библијата има два дела, Нов Завет и Стар Завет, и дека Стариот Завет го опишува светот, до раѓањето на Исус Христос, а Новиот Завет го опишува животот, по раѓањето на Исус Христос, во кој се опишани и страдањата на неговите ученици, апостоли и така натаму. Веќе споменавме дека Исус Христос имал своји верни следбеници. Неговите верни следбеници, кои што му помагале, се нарекувале апостоли. Тој имал 12 апостоли. Инаку приказната вели дека за последен пат тој со апостолите се видел вечерта пред да го уапсат, односно им приредил тајна вечера, на која вечерале леп и вино, се фактички се причестувале, и тука тој наговестил дека ќе биде предаден. На Петар му кажал дека ќе се одрече од него. Така, после тајната вечера, еден од неговите ученици, кој што е познат во историјата, како еден од најголемите предавници, Јуда,
познат како Јуда Искариот или Јуда Искариотски, ќе го предаде за неколку сребреници и така Исус Христос ќе биде распнат, на крст. Но оно што е, најважно како заклучок и што треба да го запамтиме е дека, кажавме, пред појавата на христијанството, во Римската империја имало многу боштво, така се појава христијанството како монотеизам, односно верување во еден Бог. Христијанството е учење кое го започнува Исус Христос во Палестина и дека понатаму христијанството се шири. И кажавме што проучува христијанството. Добро. Исто така, кажавме дека христијанството долго време било забранувано. Голем број на римски императори, почнувајќи од Нерон, Диоклецијан и така натаму, биле императори или владетели кои што гледале многу негативно на христијанството. Веќе ви кажав дека тие верувале дека христијанството ќе го загрози владењето на римските кралеви и затоа христијанството било строго забранувано, христијаните биле прогонувани, па дури и убивани. Во една таква ситуација, христијаните направиле се за христијанството да опстане. Што направиле тие, за христијанството да опстане? А тоа е дека морале тајно да го проповедаат. Како ќе го проповедаат тајно? Тие го проповедале најчесто на тајни собирања, а тајните собирања се спроведувале во подземни простории и катакомби. Така, христијаните и тајно основале своји општини и од тие повеќе општини настанала првата црква. Ете како изгледале тие подземни простории или наречени катакомби, каде што морале да бидат далеку од очите на другите луѓе, бидејќи доколку се слушнало за нивните проповеди и нивните верувања, била голема веројатноста тие да бидат убиени. Затоа, морало тоа така да го направат. Во овие подземни простори тие се собирале, учеле делови од Библијата, односно од Старото писмо, вршеле причест и што е интересно, исто така во катакомбите се вршеле и погребни обреди, односно се извршувале погреби и некои од христијаните биле погребувани. Од прилика вака гледате овде кај стрелката, биле правени длабнатини во ѕидовите и на тој начин се вршеле погребните обреди. Сега, во некои од овие катакомби се пронајдени и цртежи што ни покажува дека во некои од катакомбите се појавува и уметност. Ова е една слика која што ги символизира Адам и Ева, односно како тие се нашле во рајот. Значи, гледате, има и позитивни моменти во тие катакомби. Сега. Дошло време кога ќе се појави некој император и кој сметал дека христијанството може да донесе и многу позитивни работи во империјата. Дека не мора да значи дека христијанството може да носи само негативни работи, односно населението тоа да го искористи да се побуни кон власта, туку и дека може да помогне во управувањето на државата. Како? На тој начин што, особено римскиот император, познат како Константин Велики, се повикувал на тоа дека во Библијата или во Светото писмо се истакнува дека
народот, односно христијаните, се должни да ја почитуваат секоја власт и дека секоја власт е дадена од Бога. Така, Константин Велики се повикал на ова и на некој начин ова ќе го искористи да практично христијанството ја направи тоа се вика легална религија. Односно, им дал можност на христијаните и јавно да се декларираат, односно да се истакнуваат дека се христијани. Тоа се случило во 313 година од нашата ера, кога во градот Милано тој донел еден документ. Овој документ во историјата е познат како Милански едикт. Така, со помош на овој документ, христијаните станале рамноправни граѓани во римската држава, заедно со сите други останати народи. И тоа бил еден историски момент и гледате дека покрај сите понижувања, покрај сите лоши работи со кои се соочиле христијаните, сепак христијанството опстанало и станала равноправна религија со останатите народи. Па така, не само што ќе стане равноправна религија со останатите народи, туку христијанството за многу брзо време ќе стане главна религија и ќе стане водечка религија најпрво во римската држава, а после тоа со распадот на римската држава, таа ќе стане рамноправна религија, речиси, на целата територија на Европа. Денеска христијанството е најраспространета религија во светот. Ова ви е една карта, отприлика како се ширело христијанството, ова со поттемната сина боја, гледате каде се постепено се шири христијанството. Меѓутоа, јас споменав дека денеска христијанството е една од најраспространетите религии во светот и ние денеска имаме повеќе правци на христијанство, од кои најпознати се, нели, православното христијанство, на кој што припаѓа поголемиот дел од македонскиот народ, католицизмот, протестанството и така натаму. Инаку, ќе учите вие до година и ќе видите дека во средниот век христијанството ќе се подели на два дела, на православни и на католици, дека свештеникот на православните христијани се нарекува патриарх, додека врховниот свештеник кај католиците се нарекува папа. Така, нели, всушност, од тогаш па се до ден денеска таа поделба трае. Од прилика, тие се најважните работи кои што требаше да се споменат за христијанството. Јас се надевам дека убаво ги запамтивте овие работи и дека ќе ви користат понатаму и дека совладавте добар дел од материјалот. Од прилика, тоа е тоа што се однесува за христијанството.